Неколку часа по демантот на градоначалникот Радко Димитровски на вчерашните наводи од пресот на општинската организација на СДСМ, лидерот на опозицијската партија со нова реакција во која се прашува според кој закон се кршат законските одредби и дали потребните 1,5 милиони денари се голема и важна сума или не. Тоа што како причини за неспроведување на ревизија да се наведуваат трошци од 1,5 милион денари и што во буџетот не биде планирани толку пари за таква намена, исто така е само невешто оправдување. Оти граѓаните знаат дека се потрошија пари за поневажни работи, како што е купувањето службени автомобили, на пример. Тврдите дека во образовните институции не се креирал личен интерес, туку интерес на учениците и граѓаните, а тоа го констатирале овластени ревизори во општината и во државната ревизија. Кога е вршена таквата ревизија? Какви се нивните заклучоци и зошто не им се презентирани на граѓаните и пред Советот на општина Кочани? Колку добро работат институциите под ваша надлежност зборува фактот што 3 училишта прикажале загуби од над 700.000 евра. За каков интерес на граѓаните зборувате тогаш? На крајот од реакцијата од СДСМ вела дека ќе остане запаметено дека градоначалникот Димитровски ја задолжил општината со неколку милиони евра, кои некој друг ќе требало да ги враќа.